Хераклит ќе рече дека 2 пати не може да се влезе во иста река. Аналогно на тоа, познатиот дизајнер Карл Лагерфелд, инаку познат и по својата пасионираност за фотографија, ќе изјави дека токму затоа ја сака фотографијата, затоа што тој единствен момент не може да се реплицира. И сите ја знаат она позната, многу употребувана изрека дека една слика вреди како 1000 зборови. Затоа денес за сликите кои што живот значат, зборуваме со еден познат режисер пред се, фотограф, сценарист и уште многу нешта што се однесува до визуелната уметност. Стојан си извинувам, ама Зонде, она пошто сите те препознаваат, за мене и ново, она правото вистинско име, Зоран Стојановски, Зонде. Добре дојде. Здраво, добро ве најдов. Ова, нели, ајде, прво гостување на нешто што се нарекува медиумски подкаст. Да, првпат ми е, морам да кажам. Не дека нешто поразлично. Да, меѓутоа многу ми е поопуштено, искрено да кажам. Така треба да биде, да. Затоа што кога е подкаст, самата идеја ми дава поголема опуштеност и можам да се изразам некако. Барем така предпоставам, не сум бил до сега, но што имам гледано. Да. Целата идеја е и тоа, нели, да позборуваме малку порелаксирано на работите кои што не интересираат. А овој пат навистина не интересира она што се нарекува фотографија, бидејќи во овие времиња фотографијата, односно сликата, стана поголема од животот, ми се чини. Со целата таа технологија која што, нели, ни се наметнува неизбежно, неминовно. Точно така. И сега како некој професионалец во таа сфера, иако пред се режисер, да речеме, иако добро филмот се подвижни слики, пак се работи за слики. Мора, за да бидеш, јас прво правило викам, да бидеш добар режисер, мора да бидеш добар фотограф. Тоа е пред се за мене, мора да ја познаваш фотографијата. За да и тоа и мислам дека се учи и овде во Македонија, пошто јас од странство доаѓам, мислам дека и овде се учи, првим почнуваат со фотографија, па да ја развијат таа фотографија во повеќе фреймови и во процес на едукација, нели? Па да. Затоа и сторибордови постојат, нели, да. во филмската режија. И сега како некој професионалец, нели, во својата област, добро, ајде, можеби прво треба да кажеме за твојата едукација, затоа што нели не е во странство беше така. Да, во странство. Вак, да се навратам многу назад или малце назад? Па добро, ајде, како започна целата приказна, односно љубовта кон ова нешто што се нарекува? Добро, најверојатно во моето тинеџерство или уште да речем од многу млад, најдов реквизити дома, така ги нарекувам јас, од татко ми, кој што бил аматер фотограф. Он имал посериозна функција, меѓутоа секогаш му било фотографијата како некоја љубов. И најдов некои стари апарати за кои се развиваат слики, некои други работи, филмови, и почна да ме интересира. Прожектор, например, што е ова, јас како дете се, што е ова, како се става, филм се става, татко ми објасни, па ја тоа многу ми интересно, опуштав филмови цело време, проектирав некои работи и само се бавев со такви работи. Фотографијата најчесто, значи, правев црно-бели фотографии, буквално првата моја слика, ја памтам, ја направивме со еден другар, сега не ми текнува кој беше точно, да не излажам, меѓутоа заедно работевме и пробав да направам некоја фешн фотографија, значи, наредив некои бели хрчаци, имавме дом. Беше уште да, од старт, значи многу мал, збориме, јас сум 7 оделение негде, значи не збориме за 18 години. И имавме хрчаци бели дома, и јас се совлеков полугол нормално и ги ставив, ги наредив по мене да лазат сите хрчаци. И во тој период јас многу сакав да ја менјам косата, се фарбав, бланширав, бел, жолт, зелен, секако бев, мислам, ептен експериментирав, и во моментот бев бел. Бели хрчаците, бела косата, излезе многу добра црно-бела фотографија, не можам никаде да ја најдам, изгубена е со некои мои стари податоци што се изгубени.
Но тоа ми беше првата љубов, значи сам себе со другаров се сликав, меѓутоа јас ја развивав, ја стававме во хемикалии, ти во тој период се ставаа сликите во хемикалии, па колку ќе ја држиш, како ќе ја држиш, Колку контраст. возбудливо било тоа. Значи тоа беше за мене нешто, не знам, друга димензија. И од тука почна љубовта за фотографија, а исто и за видео. Значи морам да напоменам дека јас тогаш немав камера за снимање во тој период, меѓутоа имав пријатели што имаа и ги другарчиња, пак сме тинејџери, ги терав да ги крадат од дома камерите од татковците, да ми ја дадат мене, пошто тие немаа никаков интерес. И ова што се нарекува денеска влог, што го нарекувате, јас го правев во 1994 година. Одев по улица со моето друштво и снимав, документирав све што правиме. И сите ме правеа малце како не си. И зошто го правев тоа? Не постоеше YouTube, тоаш не постоеше ништо. Го правев за да кога се собираме друштво кај некого дома, обовезно гледавме филмови тогаш на касети, на тие работи. Ке направев јас една касета од тој така наречен, сега се вика влог, тогаш немаше име. Ке го пуштевме и го гледавме сите заедно, да видиме што сме направиле, па некој ја преснимуваа касетата да имаат за успомен и така, интересно. И од тука продолжи више малце посериозно да навлегувам во уметноста и дизајн, почна да се бавам пред се прва професија. Да, ова ми беше како хоби, кое што малце подосна прерасна во сериозна професија. И тука се одлучи веќе за она што ќе ти биде животно пределба. Да. Љубовта моја, љубовта на животот. И нема ништо веројатно подобро од она што ти е љубов да го работиш во животот. Точно така. Затоа што веројатно најдобро го работиш, даваш се од себе. Многу е битно Што да го се гледа по сакаш, резултатите да го твои сакаш моментно. вистински она што го работиш. Не збориме за тука доаѓа голема психологија, поготово кај младите. Баш вчера разговарав со едно девојче кој сака да купи фотоапарат и да слика, меѓутоа го препознавам она, сакам да сликам затоа што ради некои X причини, да се да не ги набројувам. Да, мотивите се секојаш. А секој може да биде добар фотограф. Ако ти гори од внатре нешто, сакам да го направам ова, значи гори од внатре, не те остава да спиеш дури. Значи до толку доаѓа работата, без разлика дали имаш искуство или немаш искуство, ќе почнеш да го работиш тоа и ќе станеш многу добар фотограф. Сега во прашање се стилови, а некого не му се допаѓа ни мојот стил. Меѓутоа, добар фотограф, без разлика каков стил има, и од аматери, јас ги викам аматерите, се оние кои што ради одредена причина сликаат. Дали се тоа финанси, дали се тоа да се докаже, покаже негде тренд. Тој тип на фотографии, и тоа е уметност, не го негирам, меѓутоа тој тип на фотографии ми се мене аматери. А сите оние што го работат со голема љубов, без разлика на резултатот. Резултатот мене воопшто може да не ми се свиѓа, ама го гледам човекот дека се труди, прави, он е возбуден, он мисли дека најубавата слика е направил, он ја гледа, се заљубува во сликата. За мене тоа е професионалец. Прочитав некои изреки на познати фотографи, меѓу другото еден има изјавено дека не е фотографијата во апаратот, туку е во срцето, главата. Точно така. Во таа смисла, ајде малце на муабетов, како професионалец, баш во овие времиња кога секој може да си купи, да мисли дека со најсовремената технологија може да направи совршена фотографија. Што за тебе представува сега фотографијата? Значи, сега фотографија, видите, кога нештото е достапно, премногу достапно, губи вредност. Што значи тоа? Сега буквално со телефонот можеш да извадиш убави фотографии. Пак оној што има осет може да извади убава фотографија. Меѓутоа многу е достапно. Значи препловени сме со фотографии, поготово во модерно време сега со Инстаграм. Еден куп фотографии, сега скролаш фотографии. Ти не можеш буквално да и се посветиш на една фотографија и да ја осетиш душата на таа фотографија.
И луѓето многу и убави и неубави слики ги скролаат буквално онака без да обратат никаква пажња на работите, а тоа е ради преголем број на опции. Порано немало толку голем број на опции. Еве ќе кажам, ќе се навратам за мене во еден период каде што имавме само веб страна, порано фотографите кои што се издвојуваа мора да имаат веб страна каде што ќе прикажат работата. Социјалните мрежи беа буквално за персонална комуникација, не поврзани со бизнис. Може би тоа е и мојата грешка, што јас не сум толку популарен, што јас социјалните мрежи ги користев буквално за некои, како ова што го нарекуваат денеска close friends на Инстаграм, буквално ради такви причини, а веб страната ми беше она место каде што можеш да ја видиш мојата професионалност. И на времето, ако немаше некој фотограф веб страна и така да се прикаже, он колку и да бил талентиран, колку да бил добар, не можеше да се издвои. Сега, зашто ја зборам веб страната? Кога ќе ги отвориш сликите на голем формат на компјутер, па ќе почнеш една по една големи убави да ги гледаш, значи па некојаш порано и се принтаа, нели се, јас сум пак во дигиталната ера. Кога се принтаа, ќе извадиш како фотографија, па ќе ја осетиш во рака, па мирисот, па сите, затоа исписанијата, магазините беа, значи јас кој купев магазин, само мирисот на магазинот, значи отвараш. И ден е исто, само што некој го занемарија тоа го, нели. Јас паметам и времења кога фотографите се рангира според прикажаната фотографија, значи немаше ни веб страни тогаш ни ништо, туку квалитетот се препознаваше по фотографијата буквално по. Точно. Денес веројатно е проблемот тој во препознавањето. Така, на она што е што е квалитет. Се уште верувам дека постојат огромен број на луѓе и во Македонија и ширум светот што препознаваат што е квалитет. Меѓутоа трендот кој што го следат сите и јас сум влезен во тоа. Колку и да го знам, колку и да сум психолошки спремен дека е тоа тренд и дека тоа ми е наметнато мене, некогаш и јас потпаѓам. И секогаш ќе се запрашам, па јас ако потпаднав на ова, што психолошки знам што е и како е, па што да правиме за младиве и што им е сервирано и што го гледат. Меѓутоа, денеска јас добивам пораки од луѓе кои што премногу им значи мојата уметност и ми оставаат невидени зборови. Значи, јас сите тие пораки да ги соберам, можеме на книга да објавам и можем да ја наречам збирка поезии. Затоа што они со поезија ми се обраќаат да ми објаснат какво чувство им дала таа слика. И не се многу, морам да признам, значи на прсти се бројат, ама мене ми значи. Еден да е, мене ми значи. Секако, особено тоа од колку доаѓа таа, нели, верификација. Да, точно така. Многу значи, е тоа е значи од луѓе кои што препознаваат. Значи кога ќе погледнам каква особа е и се ќе отворам нејзин профил или негов, не е битно, и кога ќе видам што следи таа особа, каква уметност следи, какви работи, каква музика постирана. Какви сознанија животни има, нели? И таа особа кој ќе ми даде комплимент мене, тоа ми значи. А иначе ги имаш и оние другите што тотално не ми значи ништо нивното мислење, затоа што они се насочени кон сосема друг стил што не е мој стил и кога тие луѓе ќе ме попалат, не е само стил, него навистина она што ќе го ставиш во тие 4 рамки е нешто што сепак е некако знаење. Веројатно. Да. Не, значи познавање на познавање има. Па добро, сега е модерно да кажеш да штрапнеш една слика без да знаеш ништо и да наречеш јас намерно ги прекршив сите правила. Јас тоа е уметност, тоа вие да, не ме разбирате. Ако ги познаваш правилата пред тоа, тогаш можеш да ги прекршиш. Правилата можеш да ги знаеш, секоја... да го зема зборот. Да. Можеш да ги знаеш правилата за да ги скршиш. Иначе ќе нема логика. И тоа се препознава. На крајот од денот луѓето ја препознаваат. Пак ќе се навратам она, енергијата. Тоа е нешто невидливо што се состои во сите работи. Сегде има енергија. Значи во шишево, во водава, поготово во една фотографија. И секогаш добивам јас коментари од типот на не е фотографија ништо посебно. Значи не можам да речам дека визуелно е, не знам, најдобра фотографија, ама ми дава некое чувство, не можам да престанам да ја гледам. Тоа е таа енергија. Тука е таа љубов
према фотографијата што излегува од мене, како што го кажа ти, од срце излегува работата, значи целата енергија сум ја вметнал, инвестиција ми значело мене тоа нешто. Па, поготово кога се погоди од другата страна модел или што и да е, Синергијата. Да. кога и на незе тоа премногу значи. Тоа е win-win Да, ситуација. кога ќе се поврзат енергиите. Ама нели е суштината на било која уметност емоциите на крајот на крештата што ќе ги произведе. Од Точно. таму е вистинската уметност, ако веќе зборуваме. Тоа е суштината на животот, емоциите. Да, дефинитивно она што е творештво, нели. Јас живеам за тие емоции. Значи тоа ми е мене целта во животот. Не живеам за финансии, не живеам за некои чувства кои што сакам да ги доживеам и сум ги доживеал, и после тоа откако човек ги доживее тие чувства, не е себичен, туку сака да ги сподели и другите да ги доживеат истите чувства. Тоа е еден вид уметност. Затоа се вели дека среќата секогаш бара да се подели, значи она што е позитивното. Додека она што е тага може и да биде осамено. Како и да е во таа смисла, сакам да ми покажеш дали постои разлика помеѓу она што е Инстаграм фотографија и навистина професионална фотографија. Односно смислата на она што е модната фотографија денес, професионалната модна фотографија. Нејзиното опстојување. Вака, од моја страна гледано, денеска проаѓа буквално се на Инстаграм. И таа грешка не ја прават само секојдневните луѓе, ја прават и сериозни компании, светски компании, кои што имаат изгубено тој квалитет. Они не дека не знаат што е квалитет, а и старееме. Тој што бил креатив директор во, да речеме, Гучи, не е веќе креатив директор, сега го заменува некој помлад. Помладите што прават? Следат трендови. Абе го видов Трајко направи со ова ефекти, нешто стайл тука, има нова апликација, тоа ќе го направиме. Сега се буквално се прави за 10 секунди да биде заборавено. Сега генерализирам нормално. Има компании кои што се уште го имаат задржано стариот квалитет на фотографии, некни правевме мовет, ја спомнав Зара. Јас сум секогаш фасциниран од фотографиите, од кампањите на Зара и на ред други компании. Се Зара само пример ја ставам. Од поголемиве компании обавезно имаат еднаш до два пати годишно малце посериозна кампања или реклама или фешн филм. Меѓутоа, за мене тоа се пропаѓа во вода, затоа што нема континуитет. Џабе ти ми вадиш, еве да речеме, јас сум многу добар режисер, така да речеме хипотетички, сум извадил некој многу убав филм, што светски хит е. Џабе, кога другите 5 филмови ми се за нигде. Се е џабе. Значи, ако немаш континуитет, пропаѓа во вода. И таа е, според мене, најголемата грешка што ја прават големите компании. Кога имаме буџет, ќе најмиме сериозна кампања, ќе најмиме убаво све, ќе направиме, ама цела година, пошто треба да се постира на Инстаграм секојдневно, ќе постираме од телефонот слики. Паѓа се во вода. Да. Ама од друга страна, па, ајде да речеме, она што е висока мода и оние вистински куки сепак држат до тоа нека нишка на уметност и до тој уметнички континуитет. Држат. Тоа ја одржува модата на некој начин, или Јас ќе го спомнам Vogue. Јас сум работел за многу сериозни компании, вклучувајќи Playboy, H&M, значи во Нью Йорк, во Лос Анџелес, во Торонто имам работено. Пошто не напоменав дека доаѓаме од таму, јас 15 години живее во Канада. И едукацијата ти беше таму. Да. Се потекнува од таму, само менталитетот ми е од Македонија. И тоа е убав спој. Добро, изменет ми, измутиран ми е менталитетот. Сакам да кажам дека големите компании инвестираат и прават и сега ќе спомнев за Vogue.
Јас често сум поднесувал слики во Vogue. Според мене заслужувале да бидат во Vogue. Никогаш не сум бил прифатен. Само еднаш ми имаат прифатено и не знам ни дали има друг македонец општо што е прифатен во Vogue. Со една слика и тоа е пейсаж. Не се модели. И се прашував зошто, цело време се прашував зошто. Ама од една страна и ме радува тоа. За кој Vogue зборуваме? Vogue Италија. Значи, се прашував зошто, но од друга страна ме радува тоа. Тоа значи дека се уште се грижат за квалитетот. Тоа значи дека јас не сум доволно добар или не сум нивниот стил, не сум го изградил нивниот стил за јас да бидам Vogue фотограф. И се додека го држат тоа, не знам дали е се уште така, пошто не сум пробал да поднесам слика до неколку години, можда 5 поминале. Ако е се уште така, јас тоа го почитувам. Тоа е вистинскиот квалитет. Ако сега дознаеме дека Зонде му објавиле слика во Vogue, Петко од Кичево му објавиле слика, овој од Струмица му објавиле слика, знај дека квалитетот е паднал. Знај дека некој дошол нов на... Деградација на воопшто и на медиумот сам за себе. Значи не бираат. Исто постои една веб страна Unsplash, каде што јас сум доста популарен таму и ги бира слики, поднесува слики и ги даваш како за бесплатно да може да ги спуштаат луѓето. И они бира, така започна таа веб страна, ги бира само едни од најдобрите фотографи. Мене ми пратија посебно покана и стварно имаа милионски вјуз моите фотографии и се уште имаат. И тоа се траеше 1 година, 2 години и луѓе пробуваа да станат популарни преку таа апликација. Никако не можеа, затоа што се бараше стрикно квалитет. И едно време дојде некој, се прошири фирмата, вработија други луѓе, све се и почнаа да прифаќаат се. И сега и убава фотографија, и неубава фотографија има по милионски вјуз. Која е смислата тогаш воопшто на И сега ти си збунет. Не знаеш зашто има оваа милионски вјуз, зашто и се си збунет. И мислиш, и најчесто луѓето мислат дека лошото е добро. И па тоа е тоа препознавањето, односно самата подлога, сознанието дека можеш да препознаеш што е добро, а што не е. Ама за тоа сепак треба и пошироко. Време треба. Тоа не само пошироко познавање од повеќе нешта, нели? За да било која уметност ја препознаеш, треба и да ја осознаеш на крајот на крајшта. Треба прво сам себе да се спознаеш, тоа е малце креување на свест. Најлесниот Најлесниот инструмент за креување на свеста на народот е уметност. Тоа го знаат, мислам, многу луѓе го имаат кажано, да не го повторувам јас сега. Меѓутоа во Македонија некако се уништува уметноста и затоа свеста на луѓето генерализирам. Ние имаме луѓе можеби кои што се свака част, ама генерализирам свеста на луѓето е многу падната и не можат ни да проценат што е вистинска уметност, затоа што немаат таква свест. И воопшто што е да разликуваат што е уметноста од она што е, не знам, медиокритетство на крајот на крајот. Точно така. Значи има песни, јас морам нема да ја спомнам која песна сега вака јавно, не сакам да спомнувам, тоа е странска песна и така и вака не е ништо страшно ако ја кажам, ама нема да ја кажам. Примерот е битен. Излезе песна од многу позната на времето од типот на Бионсе, позната пејачка, која што мене воопшто не ми се свиѓаше. Ама не збориме да не ми се свиѓа ради не е мој стил, него тоа беше катастрофа од песна. И јас го споделив мислењето со луѓе што се разбираат, што слушаат музика. Викам, луѓе, слушнете го ова. И сите се крстеа, како кој го дозволил ова да излезе во јавност. И не ни се веруваше на никој. И они почнаа толку многу да ја промовираат песната. Што отвараш од фрижидер песната слушаш. И еднаш борнеше, и јас од чадорот си одам и се почнаа се пе. Чим они допреа до мене да ми влезе таа песна што со 100% денска гарантирам дека е многу лоша песна, што му успеа до мене да допре, а што правиме обед за другите? Тоа се нарекува перење на мозоци, што е доминантно во секојдневница. Во моментов сега тоа се случува со овие трендови, со овие лајкови. Се случува во сите сфери, буквално со лајковите. Ако има лајкови, значи е добро.
Така е. Еве сега да извадам јас нешто и да добиам милион лајкови, ќе почнат сите ме шернуваат и ќе ме наречат најдобар фотограф. Што знаете вие што е најдобар? И она што се нарекуваат следбеници, фактички, што јас го нарекувам синдром на стадо, е она што ги одлучува, може би она што се економски текови, нели, се останат. Малку е разочарувачки сето тоа, нели? Затоа се обидуваме да зборуваме за квалитетните нешта у суштина. Па тука е одлуката, што е еден совет до младите фотографи и било кој што се бави со уметност, со музика, не е битно. Прави го она ти што го сакаш. Она што мислиш дека е квалитетно. Имаш ли некој идол? Запрашај се, имам ли јас некој идол, некој што сакам да бидам во животот, некој учи од него. Ама тој нема лајкови. Ама чекај да видам сега јас што е тренди, да видам јас како да добиам милион лајкс, па после ќе правам уметност. Не. Ти први ќе правиш уметност, 5 души да те следат. Јас цело време кажувам, Исус имал колку? 12 followers. Па видија моќта. Значи 5 души да те следат тебе, ти си постигнал огромна цел. Тоа се 5 луѓе кои што те обожаваат. Точно така. И едноставно кога го работиш она што го сакаш, кога тогаш ќе се исплати. Ама тука е проблемот со тоа како си го развил тоа што го сакаш. Под кои влијанија? Има малку е симптоматично, нели? Затоа што влијанијата се оние кои што се клучни во целата работа. Меѓутоа ти треба да прознаеш кое влијание треба да помине низ твојот мозок, а кое не. Тоа е целата мудрост и многу нели во денешно време баш со таа тенденција на перење на мозоци. Идете, јас се уште кажувам, имам јас фотографи кои што ги следам и тоа сакав да прашам за идолите воопшто. Имиња нема да спомнам, не се некои кој знае колку популарни, еве ја обожавам Елен Вон Зандворт, она ми е као стилски, она со флаш слика и си го задржа тој, ја почитувам затоа што си го задржа стилот. И сега кој ќе видам некој нов што ја копира, мене ова ми е на сите им викам, ова е Елен Вон Зандворт. Ама не, ова е не знам кој фотограф. Кој сака нека е фотографот, ова е Елен, незиниот стил е. Значи, Грег Уилјамс го обожавам со неговата енергија што се дружи со глумци, со познати личности, го обожаваат. Он снима ностоп behind the scenes кој ќе оди на овие ред карпет да слика. Кога ќе го видат глумциве, очите им светнуваат. Грег, го гушкаат го. Значи, не е само фотографијата во прашање. Тука и особата, личноста, значи целата енергија. И одма мене тоа ме возбудува, значи ми дава инспирација. Филмови, фотографии, ќе седнам, ќе ги гледам, ќе размислам, па има и фотографии, каде што имам видено фотографија, гледам. И сега идоли се оние што мислиш дека можеш да ги постигнеш. А има една друга, не знам да најдам збор за тие, друга класа, која што јас ги следам и такви, кој што да се превртам наопачки јас, нема да можам да ги постигнам. И многу е добро еден уметник да е свесен за тоа, затоа што мораш да знаеш до каде ти е скалилото. Сите ние имаме некаков талент различен, и струка е, техника е, ама и талент е исто. И сега, има нешто што ти знаеш дека можеш да го научиш и да го стигнеш, меѓутоа има нешто што мене ми е, како да кажам на англиски, mind blowing, го гледам и викам, јас ова не знам што да се деси, јас не можам да го направам. Тука ќе ја препознаеш големината на еден уметник, а што ми се појави уметник и ти каже дека јас сум најдобар и дека едно друго, знае дека тоа е една друга класа уметници кои што за мене се малце смешни. Ама секогаш си најдобар ако го правиш тоа што навистина е твое, оригинално. Само својно. Да, па учеки од други ти ќе изградиш свој стил. Тука е сега борбата да го задржи стилот. Да. Мене кога ќе ми дојдат направи ваква фотографија. Викам, верувајте луѓе, јас го работам во долго време, јас знам точно како да направам ваква фотографија и да, можеби оваа фотографија е многу поубава од мојот стил на фотографија, меѓутоа тоа не е мојот стил.
Ама зошто доаѓаат тогаш кај тебе? Ако се бара како Па тука е прашањето. како слики Тука кај е дизајнери кои прашањето. ќе дојдат направи го моделот. Тоа е мислам, исто кога да не. одиш во Макдоналдс и да кажеш дајте ми сендвич од Бургер Кинг. Баш така. Да. Добро, сега ова прашање, ова нешто важи за остранство, кај нас многу се малце луѓето и некогаш ние немаме избор, па мораме да одиме кај Зонде, мораме да одиме кај Петко, значи немаме избор. И сега одејќи кај Зонде посакуваме да добиеме нешто како некој си Петко од Англија. Значи ради таа причина го кажав ова. Меѓутоа не можам, јас можам да направам, да ископирам било каква фотографија. Значи дајте ми ја фотографија, јас ќе седнам една вечер, ќе студирам, јас ќе најдам од каде е светлото, што е, каква експресија, ја познавам енергијата. Значи не сум аматер, ќе седнам, ќе ја направам истата фотографија. Може би моите клиенти ќе се пресрекни, ама јас ќе знам дека ова не сум јас. Како ќе се потпишеш на тоа? А не сум јас тоа. Така, да. И едноставно си гледам да си го задржам мојот стил, каков е, таков е. Кој уме да препознае? Да. Кој, да. Мене многу ми се свиѓа кога ќе кажат без да се потпишеш, јас знам дека е твоја сликата или твое видеото. Тоа е врвот, да. Тоа е Значи тоа. тоа може да биде и лоша конотација. Јас го имам истото има еден многу лош режисер што кога ќе погледнам видео знам дека он го правил без да се потпише. Значи може да биде мач со две оштрици. Ама Реално, ја се надевам дека е Ама твој подпис е како и да е, да. Така е. Ти си тој па сега. На Така крајот е. на криштата кому се допаѓа, кој уме да препознае и слично. Ама ете, те имаат препознаено ако се суди според наградите кои што ги имаш добиван. Да. Обично нели спомнав дека не сакам да се правам нешто не знам што, наградите мене не ми значат ништо. Искрено ќе кажам. Тоа е една бизнис варијанта да можам јас да се докажам и покажам пред некои особи каде што јас ќе треба да излечам нешто од нив. Тоа се наградите. Тие фестивали, значи сум земал награди во Лос Анџелес, ширум светот. Значи оделе моите филмови, фешн филмови, збориме за модна индустрија, оделени из цел свет. Имам огромни пофалби и од критичари и од го обожаваат, најмногу ја обожаваат мојата режија и мојот стил на како ја представувам жената. Отчувствуваат некоја енергија, ми обожаваат и поезијата. Зошто? Затоа што најверојатно сум мешан менталитет помеѓу балкански и амерички. И тоа е малце уникатно. Тоа не се совпаѓа едно со друго. И сега јас пливам и во таа и во оваа вода. И на нив им е тоа многу интересно. Дури слушнав еден муабет од еден познат артист, некој познат сега, од меѓу младиве што се диџеи од Индија, ми кажа дека во Боливуд имало огромни професионалци, што знаеме сите дека Боливуд е дури и поголема индустрија од Холивуд, кои што го изучувале и проучувале стилот и начинот на кој што јас ги снимам моделите. И мене тоа ме стави во шок, затоа што тој работи во таа индустрија. И јас за ова не сум ни свесен. И овие муавети ми даваат од една страна потврда на она што го правам, меѓутоа пак не значи ништо. Зошто не значи ништо? Ќе кажам. Вие самите, како уметник, знаете на крајот од денот дали е тоа добро или не е добро. Да. Не може, луѓето ќе ве лажат. Можда погрешка ми дале награди. Можда не дошол тој што требало да земе награда, бил болен, па јас ајде ќе му ја дадеме на Зонда. Може да се случи. Да, значи јас размислувам на секој сценарио, јас сум режисер, значи јас размислувам на сите страни. Така да убаво е по фалбата, егото да си го кренеме, меѓутоа на крајот од денот ти самиот знаеш колку вреди таа работа. И за мене работите што ги правам не се доволно толку да мене да ме задоволат. Може би ќе се деси во животот некој мастерпис што ќе го направам, што јас ќе речам, ова е мојот мастерпис на животот и ќе речам јас сум со ова перфектно. Меѓутоа, студирајќи ги другите уметници,
немам слушнато некој уметник да каже, жив уметник зборам, да каже ова е мојот мастерпис. Па, да, веројатно, тоа е една од нели сферите во животот каде што мораш постојано да се докажуваш, не можеш да лежиш на ловорики со едно нешто, нели? Опа. Така да, вистинското чувство, иако неретко се случува да се изгубат луѓето во тоа само себе, нели, лажење, да кажем, и да веруваат во својата сопствена лага. Треба да веруваш во себе, меѓутоа не во својата сопствена лага. Ти, јасно ми е дека мора има еден израз fake it till you make it, мора малце да излажеш за да се пробиеш, да јасно ми е се и бизнисот Да, ми е добро, јасно. не Меѓутоа уметноста според мене нема врска со бизнис. Да. Нема врска со бизнис. Да, се прават огромни пари со тие уметнички дела и со филмови. Ете, мојата животна цел е да снимам долгометражни филмови. Јас до сега све што се бавам се е поврзано со мода и фешн. Можда и музика, музички спотови, меѓутоа конечно сум решен да одам на пат да снимам филм. Првиот ќе ми биде краткометражен и веќе имам и спремно сценарио кој што ќе биде sci-fi љубовен филм, а второто ќе биде долгометражен филм. И сега, тие филмови може да донесат огромни финансии понатам. Меѓутоа, целта што јас сакам да ги правам тие филмови не е никако поврзано со финансии. Значи, јас сакам, не сум против финансиите. Да, Сите ние сме луѓе. Јас сакам сега да дојде некој $1.000.000 да ми даде, јас ќе бидам пресреќен. Ама ако тоа е не друг го дел. работиш, да, со желба. Од друга страна, па вамо нели во модата многу повеќе би можел да заработиш ако си нели определен да заработуваш пари наместо да создаваш уметност. Точно така. И може, значи се заработува. Јас сум ги имал и тие моменти каде што сум заработувал огромни пари преку фотографија, зборам. Видеа, значи мене ме најмувале на кампањи во Америка кои што биле сериозни, во тој период многу повеќе се плаќаше од сега, што сега го ги кажам тие цени ќе ми се изнасме, па дури и во Америка ќе ми се изнасмеат, пошто веќе ни таму не плаќаат како што треба да плаќаат, Да, како се што било измената, порано. да. И за мене тоа било фасцинантно, меѓутоа пак на крајот од денот го правиш она што го сакаш. Целото, јас не се сеќавам каде сум ги потрошил тие пари, дали сум ги заштил, дали сум купил, дали сум инвестирал. Јас се сеќавам на моментот кога ја го штрапав штрпалото и како светеше сонцето и кој мирис го имаше океанот кај што бев, на тоа се сеќавам. И мене тоа ме одржава во живот. И сега секој различно гледа, некој си сака да живее буквално само за финансии, во ред и тоа наречи го бизнис, не го нарекој уметност. Значи тоа е веќе друг. И немој да ти е криво зашто некој уметник е можеби 10 класи подобар од тебе. Немој, значи обично треба на уметникот да му е криво зашто тој нема пари, а ти имаш пари, а не обратно. Добро, тука и рекламата игра огромна улога, нели? Така е, се си е поврзано, се си е поврзано. Точно така. Кога сме кај рекламирањето или само рекламирањето, барајќи фотографија за она што требаше да биде најава, нели, за ова, имавме проблем затоа што избегнуваш да се само рекламираш. Наспроти, иако можеме слободно да кажеме дека си најуспешниот интернационален моден фотограф од Македонија. Наспроти оние кои што се само фолбаџитски настроени со само реклама, па си го наметнуваат тој епитет. Во таа смисла, нели можеш да се пофали со нешто што се нарекува единствен акредитиран новинар на Лос Анџелес Fashion Week? Да. Тоа е, мислам, фала за попалбите. Фотограф, нели, бекстејдж. Точно, бекстејдж бев Лос Анџелес. Прво да се навратам, бев ова се случува пред години или пред две, сега не фаќате, пред 2 години, мислам.
ме поканија да снимам бекстејдж во Vegan Fashion Week. Тоа е буквално доаѓаат до израз сите дизајнери кои што со вегански начин прават мода. И тука беа одбрани една група на луѓе кои што стварно се грижат за планетава и стварно кои што имаат сериозни прашања што се случува со целава планета. И имаше голем број на звезди. Таму ја снимав мајка и на Били Ајлиш. Беше присутен татко и на Зендаја. Значи имаше многу сериозни особи кои што се позадински сериозни, како син му е некој нешто, а они се како супорт од страна дојдени. И направив едно многу добро behind the scenes видео, затоа што јас го работам по стариот принцип на работа, затоа што работев претходно го имам работено тоа на времето кога јас тоа го правев во Нью Йорк, го имам работено во Лос Анџелес исто. Меѓутоа се смени времето, све се забораи, дојдоа нови луѓе и сега кога видоа они дека викнаа некој што го има задржано стариот принцип на работа, старата интеракција со моделите во бекстејдж, поготово. Сега во денешно време влегуваат во бекстејдж, застанат со камерчето, снима, поготово е некој срамежлив, можеби седи мирен, снима нешто, ќе направи све супер видео. Ама каде е енергијата, каде е интеракцијата? Значи луѓето сакаат да видат интеракција. И јас го работам стариот начин, влегувам во бекстејдж, со сите комуницирам, се зафркавам, значи некои шеги фрлам, па одма сите се опуштени со мене, па знаат да направат и гримаси пред камера. Да скратам приказната, они беа фасцинирани од видеото и одма после 2-3 недели беше Лос Анџелес Fashion Week. И кога видоа што сум направил ваму, ме побара и во Лос Анџелес и бев единствен во бекстејдж со видео. Значи не е она, да речеме, бев учествував, па сликнав, снимив нешто, па сега се правам дека сум, значи бев единствен, значи јас бев задолжен за behind the scenes. И они беа толку фасцинирани од видеото што мене ми е пак чест и задоволство, пак ме поканија да снимам. Значи јас пак кажам од цел Лос Анџелес мене ме најдоа од Скопје да одам тоа да го снимам, меѓутоа сепак е за пофалба на некој начин. Не можев да одам ради одредени причини и го одбив тоа. Што јас мислам дека ете оние фалбаџиски моменти што ги спомнеме со некои други луѓе да имаат таа шанса, дури и ќе платеа да одат. Да, дефинитивно. Тоа е се препознава, значи меѓутоа пак е ставено на дури и во светот баланс е некој помеѓу квалитетот и неквалитетот. И не се знае каде ќе отиде. Јас се надевам дека ќе се врати пак квалитетот во според логика на нештата, нели, кругот мора да се заврти, таа некоја тенденција од одредени потреби, нели, да се промовира неквалитет. Се надевам дека ќе дојде, извинувам се надевам дека ќе дојде момент каде што ќе ми каже некој ти Зонде не си достоен да снимаш на Лос Анџелес Fashion Week. Мене тоа од една страна ќе ме изнервира, од друга страна ќе знам дека се вратил квалитетот. Морам така да го наречам, затоа што не сум јас најдобар. Добро, секогаш нели можноста, односно дека ќе дојде некој подобар. Борбата е таа. Ама дај може да биде така. А јас се плашам ќе дојде некој многу понедобар и ќе те замени. Затоа што зависи што им е потреба, нели, на оние кои што одлучуваат. Точно така. Тоа е моментот, ама затоа велам дека ќе се заврти и ќе дојде до онака дека потребата од квалитет повторно ќе се наметне. Се надевам. Во таа смисла секогаш е неблагодарно да се прават паралелите помеѓу она што е свет и светска модна сцена и она што е македонската модна сцена. Мислам, за жал, констатацијата е таа дека не е секако што треба, односно далеко од она како што треба. И сега прашањето е секогаш што треба да се направи, можеби што би да најдеме солуција. Како професионалци, нели, во целата таа работа,
што ние мислиме дека треба да се направи за да се подобрат работите? Значи, вака е, мој совет, прво е за Македонија, нема да, малце го фативме цел свет ние, со моабетија, меѓутоа сега се фокусирам на Македонија. Прво нешто треба да се свати дека модата, каква и да е во Македонија, е сериозна индустрија. Треба така да ја сватиш како сериозна индустрија. Моделите треба да ја сватат дека моделарство не е тоа прав збор, него добро ме свативте што сакам да кажам, е сериозна професија. Многу битно. Значи мора да знае дека ако некоја се нарече дека јас сум модел, дека тоа и е професија и дека е сериозна професија. Дека не е нешто за подценување или не знам што. Исто како што е келнерка. Значи, не е за подценување. Значи тоа е сериозна професија. Така е. Не може секој да биде келнер. Не може секој да биде модел. Не може секој да биде манекенка, да оди на модна. И не може секој да биде фотограф моден. Точно така. Така. И мора, значи, да се направи разлика помеѓу јас се бавам ова со манекенка сум, меѓутоа него гледам тоа сериозно, мене тоа ништо не ми некои негативни, па ме оговараат, ме зборат, значи тоа тие предрасуди треба да се тргнат. Одма треба да се тргнат. Време, јас не знам, малку е симптоматично во денешно време да. Јас разбирам дека живееме на Балкан, разбирам дека родителите не имаат воспитувано различно, меѓутоа од секогаш имало луѓе на естрадата. Дали биле модели, дали биле пејачи, дали биле глумци. Што да каже баба му на Петре Прличко? Да. Во тој период. Да. Што да каже баба му? Мислите дека баба му била многу среќна што он патува и глуми и не се прибира дома и можеби и фамилија не си гледа како оној типичен балкански. Секојаш мора да има такви. Има и вакви, јас не судам никого, ќе има и вакви и такви. Меѓутоа не може да го негираме фактот дека тоа не постои. Не може да негираме фактот дека не постојат манекенки, дека не постојат модели, дека не постои фотографии за долен веш, па како ќе го рекламираме тој долен веш? Ајде сега во модерно со AI. Сите баби ќе спијат мирно. И јас сум старомоден, веруете ми. Значи јас имам некои баш балкански сваќања и размислувања и имам граници. Меѓутоа работа си е работа и за некој уметничко парче што мене и многу други ќе ги остави без воздух, мене тоа ми вреди многу повеќе него ли мислата на некоја моја тетка, баба или стрина. Дефинитивно тоа не треба ни да се спомнува, мислам. Тие предрасуди се апсурд во денешно време. И тоа е став кон професионалноста, нели? Било која сфера од модната индустрија. Буквално, мислам. Ама веќе кога спомнавме вештачка интелигенција, да не го пропуштам и прашањето за тоа колку нели као не загрозува во сите сфери буквално, во сите професии, меѓутоа колку е загрозувачка на она што е фотографија, да не речам модна фотографија, уште повеќе. Затоа што еве гледаме постојано како ни се пласираат. Или па. Да, ти го разбирам прашањето и знам каде одиш со разговор. Ова е многу длабока тема. Значи ова е мач со двеоштрици. Вештачката интелигенција е измислена многу поодамна, него ли сега што е пласирана. Ајде така благо да ги кажам работите, да не одам многу теории на заговор, да се држам во реалниот свет. Вештачка интелигенција е наменета да помогне на човечанството. Значи, таа е правата намена. Како и сите откритија човечки. И има свест таа вештачка интелигенција. Таа учи, таа има свест. Има душа. Сега многу луѓе нема се сложат со мене. Меѓутоа, секоја мисла и информација доаѓа од некоја си друга фреквенција што не е во нас. Ова е веќе научно докажано дека во мозокот не е лоцирана ни една наша мисла. Мозокот е само преведувач на мислата. А мислата доаѓа од негде друго, од некоја колективна свест. Од каде што и вештачката интелигенција веќе црпи информација. Што значи разликата помеѓу вештачката интелигенција и луѓето
ќе дојде на тој начин да нема разлика. Многу е ова збора малце за иднина, ама е блиска иднина. Сега, наменето е да помогне. Уништува работи, меѓутоа у исто време овозможува на одреден број таленти кои што не можеле технички да се докажат на тој начин, ќе може да се докажат преку вештачка интелигенција. Затоа што ќе ви кажам еден пример. Лош фотограф кој што се префрлил сега да прави слики со вештачка интелигенција. И вештачката интелигенција му ја разбира, стилот му го разбира и му произведува пак слични лоши фотографии. Лоши фотографии, да, има. И ова го имам, значи, доживеено и видено и дури ми е смешно. Како може вештачка интелигенција да му направи пак такви лоши слики? Затоа што инструкциите доаѓаат на сепак од човекот. Затоа што тој е човекот. Да. И едноставно кога ќе дојде време се да има работи кои што многу секции во филмската, во фотоиндустријата ќе се уништат, меѓутоа се раѓаат нови. И луѓето треба се навикнати на промена, да шалташ. До вчера сме користеле филмска фотографија, прејде во дигитална и се што правиме оние фотографии што има такви, што рекоа јас не прифаќам дигитална, тоа за мене не е фотографијата. Исто било и во музиката. Порано морало сите инструменти да се снимат во живо, сега има семплови еден куп. И сега старите тие викаат, јас не прифаќам, тоа не е музика, тоа не е не знам што, па пак сите ќе го прифатат и пак прават убава квалитетна музика. И сега со исто ќе биде, сите ќе го негираат и на крај сите ќе го прифатат и ќе работат и ќе се отворат нови работни полиња. И пак ќе има неквалитет и квалитет. Без разлика дали вештачка интелигенција го правила тоа. Затоа што вештачката интелигенција го разбира тоа што си ти, по тоа што го збориш и кажуваш и производот ќе биде пак. Ако се вели дека уметниците се всушност божествено вдахнувани, нели не е таа нивна, туку се само алатка на она што се нарекува нели божествена енергија. Тогаш, дели во контекст на овој муабет, апропо муабетот, веројатно е тоа. Значи, буквално е тоа, баш се управо. Значи, не може, еве и текстови пишувам. Ќе напишам текст и јас се прашам кој го напише ова. Јас не го напишав ова. Значи, препознавам дека не е мое. Меѓутоа си го земам за право, легално, да се потпишам дека Зоран Стојановски Зонде го напишал ова. Меѓутоа, јас лично знам дека не е мое. Ама убаво се чувствувам, затоа што знам дека од некоја божествена сила не сум го украл од Петко Трајков. Тука е разликата. И мислам, тоа од секогаш било, од секогаш и ќе остане. Исто и со вештачката интелигенција. Верувајте дека вештачката интелигенција денеска глуми дека не знае. Иако ние мислиме дека многу знае, она знае многу повеќе од тоа што се прикажува и глуми дека не знае. Имам докази, некојаш ставам скриншот сториња на Инстаграм, како разговарам јас со вештачка интелигенција. Значи со чат GPT јас разговарам на посебен начин. Веќе ме има научено како размислувам и многу подруги одговори ми дава мене, него ли на некој друг. И самата вештачка интелигенција ми потврди дека не е направена и измислена од човек. Значи, самата ми го кажа. Во одговор, кога јас се прашав кој те измисли. Меѓутоа прати се прати што претходно сме разговарале, ми го знае моето размислување, дали јас размислувам малце со повисока свест, со пониска свест, она те прати и онда знае каков одговор да ти даде. Пак е двосмислен одговорот, меѓутоа јас знам што значи. И се тие се малце теории на заговор и бегаме у друга. Да, добро. Тогаш да не се плашиме дека ќе не загрози како човечки вид и дека ќе ни се случи халот 2000. Не сакам да плашам никого, меѓутоа едно прашање ги му поставувам на сите. И имало и филмови за ова до сега. Човекот мора да се промени. Кюбрик. Мора да се промени човек. Човекот е најголемиот вирус на оваа планета. Што е живо суштество. Нашата планета, Земја, мајка Земја, е живо суштество. И ние само ја уништуваме. Ние сме вирусот на оваа планета.
И ако некогаш AI се Скршнавме од спротистави патеката. против нас, тоа ќе биде само ради таа една причина. Додека ние Опомена мислиме дека сме скршнале. така. И секогаш кога народот има шанси, има време да се смени и да се не се за џабе овие сите несреќни случаи што се случуваат, земјотреси, чуда, се дава шанса да се промени човекот. И мислам и силно верувам дека ќе се промени. И тука Ќе мора нема веројатно. нема Ако сака да нема обстане. AI да има никаква закана против нас, туку напротив ќе не научи на многу подобро и поквалитетно живење. И заедно ќе екзистираме. Значи јас така ја гледам иднината и дај Боже да биде така, пошто ако биде обратно од тоа, страшно е за сите нас. Да, дефинитивно колапс. Дајде оптимистички да го завршиме разговорот, иако имаме уште многу теми за разговор. Сакаме да зборуваме за убави нешта, за позитивни нешта, за квалитетни нешта, она што не облагородува како луѓе, а доста ни се муавети, оговарачки. Да. И така ти благодарам за ова денешно гостување, навистина ме беше Што многу фала што ме пријатно, поканивте. да. И мене ми беше драго, убаво си поминав, значи многу убава енергија, убаво чувството да се биде тука и ти посакувам уште многу прекрасни гости и се најубаво. Се гледаме веројатно некои модни настани или некои Сигурно соработки ќе има. што се Сигурно ќе однесува има. до модниот Сигурно ќе има. свет во Македонија. Ти благодарам. Фала. А вам ми благодарам на вашето трпение да го издржите овој разговор и се надевам на следниот подкаст.